Прво изградба на болниците во Штип и Кичево, а потоа и нов клинички центар во Скопје, објасни премиерот Христијан Мицкоски на собраниската седница на која на дневен ред беа пратенички прашања. Повеќе од 200 милиони евра ќе бидат инвестирани во довршување на Штипската клиничка болница, изградба на медицински факултет и студентски дом. Исто така ќе се гради болница во Кичево и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово, истакна Мицкоски. По ова, како што појасни премиерот, ќе се насочат кон Скопскиот клинички центар, за кој потсети дека иако во 2017 година била завршена постапката за избор на изведувач, тогашната влада го прекинала договорот, го избркала изведувачот и оти сега се на арбитража, а најверојатно граѓаните ни криви ни должни ќе треба да плаќаат одштета. Министерството за транспорт и врски има надлежност да постапува само за градби од А категорија, а за градбите за кои секојдневно зборува градоначалничката од Скопје, надлежен е градот. Објасни министерот за транспорт Александар Николовски, одговарајќи на пратеничко прашање дали провериле што се случува во општина Чаир, каде според објавите на скопската градоначалничка се градат дивоградби. Николовски ги оцени настапите на градоначалничката Данила Арсовска како спектакли, посочувајќи дека како градска власт има право да постапи доколку се утврди дека одредени објекти се дивоградби. Нека излезат со градежна инспекција и нека утврдат. Доколку има дивоградби, треба да се срушат, рече Николовски. Како последица на досегашната пракса да се пишуваат оценки кои не соодветствуваат со знаењето на ученикот, половина од 75 одлични ученици кои полагаа приемен испит за да се запишат во Скопската гимназија Георги Димитров не положиле, објасни министерката за образование и наука Весна Јаневска. Нема повеќе поправање на оценки на наставнички совет. Ако ученикот сака да поправи оценка, ќе си дојде заедно со родителот и ќе полага пред комисија. Младите ни отидоа затоа што не функционира системот на образование, дополни Јаневска. Со емотивна порака преку социјалните мрежи, градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски им се заблагодари на сите граѓани што присуствуваа на концерт по повод роденденот на општината. За ова ќе се зборува. Благодарам Скопје и Македонија. Од срце ви благодарам што бевте дел од овој неверојатен масовен концерт. Вашата енергија, насмевки и поддршка создадоа атмосфера што ќе се памети за секогаш, напиша Ѓорѓиевски на социјалните мрежи. Прославата продолжува и за време на предстојниот викенд со настап на македонски музички ѕвезди. Теренски увид на сообраќајната безбедност на повеќе критични точки на територијата на Ѓорче Петров направија градоначалникот Александар Стојковски и началникот на СВР Скопје Сашо Топаловски. Од општината соопштија дека биле идентификувани локации со зголемен ризик за сообраќајни незгоди, каде е забележана честа појава на брзо возење, небезбедно пристигнување и минување на црвено светло. Во соопштението се наведува и дека на местата каде што денеска биле идентификувани како локации со зголемен ризик, ќе бидат поставени надзорни камери кои ќе овозможат евиденција на прекршоци. Локацијата Сарачево во близина на селото Раштак беше посетена од градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски и од заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Благодарение на поддршката од општествено одговорна компанија, на оваа локација се изгради нов летниковец и современо детско забавно катче, што ја збогатува понудата за рекреација и семеен одмор, објасни градоначалникот Стевковски. Тој додаде и дека на почетокот од неговиот мандат засадиле 3200 нови садници на дрва, како дел од напори за унапредување на животната средина и збогатување на зелените површини на Скопска Црнагора. Од Газибаба најавија дека ќе продолжат и во иднина да инвестираат во уредувањето и развојот на Сарачево, со цел ова место да стане атрактивна излетничка дестинација за скопјани. И денеска продолжува првиот регионален саем за економски развој Експо Илинден 2025. Овој саем представува важна пресвртница за економскиот и општествениот развој на нашата општина и поширокиот регион. Ова е конкретен чекор напред со кој го потврдуваме капацитетот на Илинден како регионален економски центар, двигател на соработка и на промени, посочи градоначалникот на Илинден Александар Ѓорѓиевски.
Скопјани да внимаваат. Од 1 јули, како што информира од јавното претпријатие Национални шуми, се воведува целосна забрана за движење во шума и шумско земјиште на територијата со која стопанисува ова јавно претпријатие. Забраната, како што информираат оттаму, се воведува со оглед на зголемената опасност од појава и ширење на пожари на отворен простор. Движењето ќе биде дозволено единствено со писмено одобрение издадено од подружниците на јавното претпријатие Национални шуми. Забраната ќе трае до 31 август. Камионџиите чии возила се со вкупна маса над 15 тони и летово добија нов возен ред. Од 1 јули на сите државни патишта низ Македонија се воведува летен времен режим во деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. На магистралниот пат Скопје-Охрид за време на викендите се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 7,5 тони. Со монодрамата Кармен, Драмскиот театар Скопје ќе учествува на 13-тиот меѓународен фестивал на камерни театри и малите театарски форми во Кишинев, Молдавија. Фестивалот ќе се одржува до 29 јуни со учество на театри од 13 земји. Викендов ќе се прска против комарци. Од градот Скопје известуваат дека во сабота и во недела во раните утрински часови ќе се реализира авионска дезинсекција против возрасни форми на комарци, а од понеделник ќе почне терестрична дезинсекција која ќе се реализира во периодот од 22 до 03 часот наредниот ден. Градот ги опоменува пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Сдруженијето убавините на Скопска Црнагора внедела организира тура по кралската патека до Кралскиот водопад во местноста Крбилица на надморска височина од 1225 метри. Почетокот на турата ќе биде во 7 часот и 30 минути од чешмата во селото Бањани, а организаторите информираа дека турата е долга 20 километри, со висинска разлика од 700 метри и дека од опрема е потребно да се има разгазени гојзерици, облека според временските услови, мантел за заштита од дожд, стапчиња за помош при движење по патеката, вода и храна според вашите потреби, капа, очила, крем за заштита од сончевите зраци и средства за заштита од инсекти. Вечерва ќе се разладиме. Според прогнозата во вечерните часови се очекува дестабилизација на времето со создавање влажни фронтални бранови кои на повеќе места ќе донесат врнежи од дожд, грмежи и силен ветер низ целата држава. И во Скопскиот регион во вечерните часови можна е и појава на силно невреме, а температурите ќе опаѓаат. Во Стопанската комора на Македонија денеска се одржа настан организиран од Lidl, посветен на развојот, извозот и сертификацијата на локалното производство на овошје и зеленчук. Ќе бидат представени барањата за соработка со Lidl како интернационален трговски синџир. Ќе се презентираат стандардите Global Gap и Grasp и успешните локални производители кои веќе извезуваат преку Lidl. Драма се случила во рамки на клиничкиот центар во Скопје, каде што двајца вработени, наместо да се грижат за здравјето на пациентите, се степале. Како што информира МВР, во Северо Скопје била поднесена пријава од вработена во ургентниот центар, која изјавила дека била физички нападната од свој колега. Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.